Македонија има топ манекенки со круна и без круна кои постојано ни се смешкаат од ТВ рекламите и емисиите, билбордите, насловните страници, модните писти, саемите, презентациите, музичките спотови и каде уште не. Колку заработуваат и дали нивниот живот е навистина гламурозан како што ни се чини? Дали во Македонија се исплаќа да имаш убаво лице и тело? Искрени да бидеме, не. Бидејќи, ќе се изненадите за колку пари парадираат нашите манекенки по пистите. Ексклузив работеше на овој случај и информациите кои ги добивме се навистина поразувачки. Кога ќе погледнете манекенки на некаква си модна ревија, верувале или не, ама за тоа заработиле помеѓу 500 и 1000 денари. Да, добро слушате. Толку ќе вечини од девојка ако се решите да правите ревија на која сакате да ги представите вашите креации. Е сега нормално, за ревија по долна облека, сумите се малку повисоки, но не нешто премногу. Цената по манекенка за да шете по гакички прслуче чини од 2000 до 3000 денари. Поразително, нели? Па дури и оние најпознатите или најекспонираните не заработуваат повеќе од тоа. Шанса да добијат поголем хонорар имаат само ако работат на некаква си кампања која трае подолго, рекламно видео или нешто слично. Исто така не интересираше колку може да заработат и од учество во музички видеоспотови. Искрени да бидеме, не се изненадевме од информацијата до која дојдовме. Цената за таков ангажман тие го наплатуваат, верувале или не, од 2000 денари, а најсрекни се кога ќе бидат платени од 26.000 денари. На светската сцена работите стојат далеку поинаку. Таму има многу подобра организација на целокупниот процес, од ангажманот на манекенките до самото фешн шоу. Затоа и манекенството таму може да се нарече професија. Со самото влегување во модна агенција, тие потпишуваат договори кои се доста платени и од тоа може многу добро да заработуваат. Да не се разбереме погрешно, ние со овој прилог не ги обвинуваме нашите манекенки, туку напротив, прстот на чело треба да си го стават тие што ги ангажираат, бидејќи е повеќе од поценувачки да даваат толку ниски и смешни хонорари. Особено иритира моментот што токму тие креации од фустани, модни парчиња, долни облеки чинат 100 пати повеќе од една дневница на манекенката или моделот.